Се стега обрачот околу долгогодишните правни постапки на снабдувачите со топлинска енергија. Освен одделот за сузбивање организиран криминал и управата на финансиската полиција отвора нови постапки поврзани со тето. Во меѓувреме, акционерите во Топлификација бараат 2,2 милиони евра одштета од БЕК за користење на нивните мерни уреди во изминатите години. Доколку не ги добијат од БЕК, ќе ги бараат од државата. Топлификација и по правен пат ги оспорува лиценците кои регулаторната ги доделила на БЕК во 2012-та. Еден ТВ праша во БЕК дали ќе го исплатат долгот кон Топлификација, оттаму не признаваат долг кон ова акционерско друштво. Изјавата на Топлификација не е основана. БЕК нема никаков долг кон Топлификација за користење на мерни уреди во изминатите години. БЕК ќе продолжи да работи согласно своите договорни обврски и законите на државата. Последната постапка поврзана со јазолот тето Топлификација БЕК ја отвори финансиската полиција во петокот. Финансиските истражни органи поднесоа кривична против председателот на управниот одбор на тето, стечајна судијка и нотар за предизвикување лажен стечај. Со горе наведените инкриминирани действија, пријавените овозможиле пријавеното правно лице тето АД Скопје да се стекне со противправна имодна корист преку несолвентност, стечај и неможност да се ги плати обврските. Акционерското друштво тето испрати соопштение до медиумите во кое ги демантира наодите на финансиската полиција. Тето АД Скопје целосно ги демантира наводите на Управата за финансиска полиција изнесени на пресконференцијата одржана на 21.6.2019 година. Компанијата работи согласно законите на државата уште од нејзиното основање и така ќе продолжи во иднина. Тоа ќе го докажеме во правна постапка и ќе ги превземеме сите неопходни правни действија за заштита на дејноста и имиџот на компанијата од неосновани обвиненија. Предходно, одделот за сузбивање организиран криминал поднесе кривични пријави против поранешниот прв човек на регулаторна и уште неколку поранешни членови на комисијата за противзаконско доделување на лиценците на БЕК. Актуелното раководство на регулаторната нема да ја преиспитува одлуката на своите претходници, туку ќе чека судски разврски.